денешното издание на Равенка за успех од сцената на Гранд продукција, каде што ја освои својата прва награда од публиката, во нашето студио да го сподели додека е вака уште под импресии и од целиот тој впечаток од надпреварувањето и од тој успех, што е сигурно значаен, Бојан Илиевски во Равенка за успех. Како си, Бојан? Одлично сум. Прво сакам да се заблагодарам на поканата. Фала ви што ме поканивте и што сум дел од оваа прекрасна, како да кажам, емисија или подкаст. Да. Како и да кажеш, нема да да сгрешиш. Фала ви уште еднаш од срце. Одлично се осеќам. Искрено полека, ете, како да кажам, сите импресии се полека смируваат. Морам сакал некел, затоа што морам да се вратам, затоа што едноставно веќе нели како се вика и превише енергија едноставно барем на мене не ми баш влијажеше добро, затоа што и не можев да спием преку ноќ баш доволно. Добро, таа еуфорија влијае сигурно, тоа е примање на голема енергија која во моментот ти прави таква еуфорија и адреналин, што сигурно после тоа не си баш спокоен да се опуштиш и да одспиеш. Задоволство е, ама ти треба неколку дена нели да ти слегнат сите тие впечатоци, импресии, целата таа еуфорија да се смири. Ми рече дека ти е ова прво интервју во Македонија после твоето доаѓање тука и баш ми е драго заради тоа. Таму делуваше многу, морам да кажам, доста емотивен, искрен и разбуди такви емоции помеѓу жирито и помеѓу луѓето што те следеа, веројатно и тоа е дел од целокупниот впечаток кој го остави. Ајде прво ќе тука околу моментот кога ја доби наградата и кога се гласаше, какво е тоа доживување, какво е тоа чувство? Тоа е едно, како да кажам, значи тоа е нешто што мене искрено ми се десило првпат во мојот живот, тоа е баш ќе кажам, значи ова е еден мој најголем престиж во животот. Претходно во животот јас да сум имал исто големи успеси, но ова е баш најголем успех за мене во мојава кариера. И едноставно, како да кажам, сето тоа го поднесов, искрено беше голем шок во позитивна смисла, нормално голем шок за мене. Искрено јас не се надевав, реков барем од тие последните 6 ќе бидам, но дека ќе бидам баш прв и уствари победник, искрено не се надевав, но ете, благодарение на сите луѓе што гласаа за мене и што ме поддржија и ете, едноставно ова е доказ да целиот оној труд во цела сезона, додека работевме ете и со мојот ментор Ѓорѓе Давид и со цел тим, едноставно вредеше и се исплатиш. Да, и твојата реакција беше многу искрена, падна на колена, потекоа солзи. Ја мислам дека виднаш кога почна интервјуа. Ја мислам дека секој човек би изреагирал така. Моje мислење, затоа што тоа е нешто што баш пратев случајно вратив, не знам што би текна од претходни сезони победници кои што победувале. Значи имало реакции стварно почнувајќи не знам од сезона од Дарко Лазич па натаму. Значи ги баш Дарко Лазич, Амар Гиле која победил и Харис Берковиќ, значи ете баш можев да видам кај што моменти кај што стварно и они реагираат просто така со некое како да кажам, некоја доза на енергија што не е секојдневна. Значи стварно тоа е еден момент во животот кај што свети се менува во животот за просто за 360 степени. Значи сасвим сериозна конкуренција, нели? И доста успешни, доста потенцијални такмичари кои имаат исто така, нели, доста квалитети, кога ќе се те издвојат како најдобар, веројатно сатисфакција огромна. Има огромна поддршка нормално и од моите, како да кажам, колеги. Те веќе една фамилија. Значи кај нас се створи една фамилија баш во права смисла, да на крајот ете која си заминав од Белград ми беше толку некако криво и ми беше некако толку жал и се осеќав толку, како да кажам, едноставно цела таа екипа сите таму ми фалат. И можам тоа слободно јавно да го кажам, затоа што помеѓу нас ние не се гледавме само као колеги
или да се гледаме како конкуренција, него ние се гледавме, се држаме како фамилија, сите што бевме таму. Важно. Да. Дали чувствуваше на пример со некого така да имаш поривалски однос? Не, искрено не, мислам од сите кандидати што бевме финалисти, не. А и искрено да, сакам да се надоврзам за тоа што го кажавте. Значи, да, оваа сезона исто можам јас да кажам дека важи за една од сезоните кои што стварно доста квалитетни пејачи беа и учествуваа и стигнаа до финале и значи за разлика од некои претходни сезони, али дефинитивно оваа сезона според моје мислење стварно имаше бевме стварно вансериски пејачи, перформери. Да, и така да, тоа е тоа. Баш интересно. Ти си човек кој не случајно се појави на тој избор. Од твои 14 години почна да се бавиш со музика? Да, негде од кај своји 14-15 години беше тогаш почнав за прв пат и имаме интересна прича што приказна што не сум ја кажал до сега, не сум имал простор, ни ме прашал некој, баш ќе имате сега прилика сите да видите и да слушнете нормално. Значи, тоа беше еден момент во животот кај што просто почнав сам да заработувам, да екзистирам во животот, да видам целосно самостална личност. Значи, тоа беше еден момент кај што просто никогаш не се заборава. Бев просто дома со мајка ми и бевме во станот, беше летен период, сега не знам кој точно баш месец беше и додека седевме во дневната соба, ми се јави еден мој пријател и колега, он свиреше клавиатури, Никола Николовски, Негро, така му е надимак, баш во оваа прилика го поздравувам полнако ако ме гледа. Значи, да, он ме повика како заменски пејач да јас отидам со него на свирка. Стварно, на 14 години? На 14 години, баш така. Он ме знаеше мене се запознавме од музичко, од нижо музичко. Овдека во Скопје, он беше постар од мене, значи он беше, мислам дека средно, јас бев нижо, нешто така беше, али знам дека е постар и ме знае дека добро пее, детево, знаеш, има потенцијал во него едно друго, ама ме викна просто и јас реков тогаш на телефон, ама јас како да дојдам на... знаеш, треба да се знаат песни, Да, немам микрофон. Да. Значи, немам микрофон, немам. И он вика, брат, не се секирај, све е во ред, имам јас микрофон за тебе, ќе те земам од дома, знаеш, мораш да дојдеш. И јас викам, чекај, јас морам да ја информирам мајка ми, тоест да се исконсултирам со неа, бидејќи таа одлука, знаеш, не е тоа баш така лесно, знаеш. На таа возраст. Да. Јас го спуштив телефонот и ја прашувам мајка ми го што беше одневна и викам, мајко, викам, вака мене ме викна за свирка. И викам, дали да одам? И она вика, сине, вика, и онака срекна целата ентузијастична онака. И вика, оди, вика, види, па супер, вика, одма прифати, зашто да не, вика, тоа ти мораш да работиш, мораш да почнеш да работиш како. А и друго е кога ќе бидеш, нели, кога непосредно со публика. И тогаш и дојде, нели, човекот, ме зема, отидовме. Значи, тоа беше твојот прв хонорар. Да, тогаш беше мојот прв хонорар и... Колку ти беше драг тој хонорар? Како го искористи? Памтиш ли? Па го дадов на мајка ми. Да, пако. Да, дојдов касно вечерта и ги оставив. Да, за мене беше многу, реално. Мислам дека околу 150 до 200 евра беа. Еве, јавно ги кажам, да. Мислам дека така беше нешто, околу 150 на 200 евра. Еве, Никола, може ако ме гледа да ме поправи. Али мислам дека толку беше и просто, са бајлето само што дојдов, јас не ми се веруваше, просто ја парите кои гам не ми се веруваше, затоа што мислам во тоа време искрено баш мал бев, не за мене беа тие пари многу, плюс и викам што да им правам, и мислам и викам, ги оставив на маса, си отидов, си легнав и са бајлето кога станав, мајка ми ги виде, ме види и мене и вака плаче, солзи и течат. И
тече, вика, сине, вика, ме гушна и вика, сине, вика, ти, вика, почна сам да заработуваш свој динар. Викаме, да. И така, од тој момент почна мојата кариера, почна па запознав, нели, луѓе со кои што соработував, кои ми беа бенд, па еден бенд, па друг бенд и така, една екипа, друга екипа, па ресторани, кафани, приватни забави, почнавме да работиме и така. Тоа е. Баш интересно. Значи, од млади години почна, имаше нижо музичко спомна, Така е. потоа отиде на средно музичко, што значи дека ти се едуцираше музички, не си туку така самоук. Да. Дури и беше на академија музичка во Словенија. Да. Зошто одбра баш во Словенија да одиш на академија? Па мене ми беше животна желба во животот да идам некаде во странство да студирам. Дали ќе биде тоа средна школа или факултет. Јас дефинитивно имав таква желба. Имав таква желба да отидам негде во странство, да сменам малку, да видам како е, што е. И благодарение ете на мајка ми, мислам она ми како една моја најголема поддршка, ме поддржа максимално и како да кажам, ме пушти да одам. Нормално, пошто бев 18 години, сум таза 18 години наполнив кога заминав. Да, веројатно и студирањето таму бараше и средства, финансирање. Апсолутно нормално. Али добро, јас си работев претходно, нормално си штедев и нормално и со нејзина страна имав поддршка во секој аспект, од секој аспект, значи ете, отидов на крај. Бев, да, прво да, требаше во Лондон да заминам, но не искочи, не знам нешто сега, не ми текнува баш точно што беше работата, но знам дека не отидов, Па требаше уствари сега ми текна средно требаше школа да упишам во Лондон. Али мајка ми рече, сине, чекај, млад си уште, мал си, вика, мен не ми се пушташ, знаеш, сам во голема земја, знаеш, дај малце да помине време, ајде оставиме за факултет. Реков, окей. Тешко ми беше го прифатам тоа, пошто навистина сакав да одам во странство да студирам, да учам, и реков, окей, во ред, завршив средно овдека и потоа заминав на приемен испит во Љубљана, се отвори конкурс за студенти од бивша Југославија, имаше еден конкурс, така беше нешто, распишано, кој студенти од држави од бивша Југославија може да студираат како студенти во Словенија. Значи со исти студентски статус. Да. И просто отидов тамо, мајка ми прва беше таа која што дозна за тие услови. Отидов тамо на приемен испит, се спремав тука максимално, секој ден работев. Се спремав, научив, се спремив, отидов тамо на приемен испит и мислам дека сега не знам точно, ама знам дека беше скоро максимум бодови добив на приемниот испит. Од 80 точки максимални, јас добив 79 максимални на приемен испит. За солопење? Не. Глазбена педагогика, тоа е во превод музичар, теоретичар, педагог. Да, што би требало сега да работиш како професор. Како професор, да. Мислам дека и таму работеше во период еден како професор во Словенија или не? Работев, да, но не земав никакви хонорари или примања, него тоа беше пракса. Така имав предмет пракса. Сега некој ако сака плюс да оди, јас си бев увек секогаш си бев расположен и секогаш и сам многу пати така парав од професорите да ме пушта да одам во училишта да предавам, да учам деца и така. Значи супер. Тоа беше час од 45 минути така. Покрај солопењето ти свириш и пијано? Да, свирам пијано, свирам и гитара. Да? Свирам и гитара, свирам исто и дувачки инструменти, кларинет. Стварно? Да, свирам. Мислам, прв инструмент... Ти можеш сам бенд да си бидеш. Па... Секој делче од песната сам да си го свириш. Не, види, на настапи не сум пробал. На настапи не сум пробал сам да настапувам. Технички е неизводлив. Мислам, можеш само да, со клавиатура, да, секако, да, можно е тоа да се изведе, али искрено вака по настапи исклучиво си одам со колега клавиатурист, со бенд, така. Да, порелаксирано, така, да се фокусираш. Па, искрено се, веќе
веќе знаете како и пак нели се квалификувам како пеач, нели се Кој ти е представувам. репертоарот на настапите обични? Све што бара народот. Да. Тоа е тоа. Значи пееш. Или ќе имате прилика да дојдете на некој од Да, моите ќе настапи, дојдам, па ќе да, па ќе да слушнете. слушнете. Тоа е тоа. Кога зборуваме, еве неколку пати ја спомена твојата мајка, ти од своји 4 години го изгуби татко ти. И оваа љубов кон музиката, од каде ти дојде? Веројатно тоа за едно дете е празнина голема која низ животот на некој начин си ја чувствувал. Со оглед на тоа дека мајка ти е судика по професија, Така. била, веќе нели не е ни она меѓу живите, меѓутоа била судика, нешто сосема друго и сосема некоја поразлична определба. Од каде сега кај тебе излезе таа искра, таа жилба кон музиката? Тоа е, видете вака, тоа е една интересна приказна исто. Мајка ми многу сакаше да бидам правник. Да, предпоставувам. Да. Веројатно по запонезините стапки. Да, мајка ми сакаше да бидам правник, но се против. Не сакав јас да бидам правник. Викам јас правник, викам не икам никако. Али како дојдовме до тоа да се мислам, кој ми го откри талентот, така да се изразам. Беше мајка ми. Мајка ми го откри, да, ми го откри талентот. Како? Тоа бев многу мал, негде околу 5-6 годинки имав. Бев мал. И во куќата кај што живеевме сите, цело семејство, на онниот спрат ја и мајка ми живеевме, на горниот спрат живееше вујко ми со баба ми со дедо ми. Вујко ми уште не беше исто женет. И доле живеевме ја и мајка ми сами и чистеше по дома, она со прво смукалка нешто и запеав песна, имаше на времето порано, оние, ако ги знаете како касетофони со цедиња, И вујко ми, и вујко ми пошто доста патуваше по држави, по Европа, по Србија, вамо таму, и купуваше стално на бензински пумпи, има тие цедиња од познати пејачи од естрадава, Саша Матич, Пеџа Меденица, не знам, у тоа време кои беа актуелни, Дејан Матич исто и многу други. И тие цедиња имав една таква као тетрадка и се внатре цедиња. И горе ке се качев на столче, баба ми, мајка ми да беше на работа, горе идев кај баба ми, она ме чуваше у слободно време, кога не бев у школа нормално, и ке се качев горе, а горе беше вака радиото, ке се качев на столче, пошто бев малецко, и ке си менјам цедиња, само ке си плей, си пуштав. И така учев, од тука почна некако таа желба за музика кај мене да се јавува, се додека не запеав прв пат, тогаш мајка ми која чистеше по дома, ја запеав Неќе птице никад не полете. Саша Матич, тогаш беше у тоа време и до ден денес е хит. Значи, еден од најголемите хитови негови. И ја запеав, ама онака, знаете, она гласче неизмутирано, онака, као веќе дадов тука женска интерпретација, знаете, тоа се женски тоналитети. Да, неизмутиран глас, машки глас, неизмутиран. И ја запеав песната и мајка ми ме слушна и ајде, вика, ај уште еднаш. Ја повторив и мајка ми си заќути и си тргна, си продолжи да чисти, вика, види го детево, вика, има талент некој за музика, има слух. И тогаш така ми го открија талентот, така. Тоа така све почна од тој ден, да. Да, поверојатно после тоа ништо. Не, после тоа се ме впиша мајка ми на приватен курс, пошто не може уште ништо да бев многу мал. Прво бев на курс на гитара, кај Јанко Узунов, да, Јанко Узунов, покоен, предобар професор. Значи, предобар професор, убави моменти со него, многу музика, многу знаење, значи, многу разменувавме, многу шали, многу убави моменти имав со него. Он прв пат ме, како да кажам, повеќе ме уведе у музиката. Као за почеток и нормално Жаклина Узунова, жената, да, сопругата него, во оваа прилика и не ја поздравувам. Она исто со музика се бави, пеачка е исто. И така, од тука почна, значи ме запиша мајка ми на курс гитара, прво гитара учев. Прво учев гитара, 4 години или 5 години беше курсот, го завршив
тој курс гитара, завршив со тој курс и потоа се упишав на нижо. Мислам дека последните 2 години од курсот гитара кога бев, тогаш се упишав и паралелно нижо музичко. И нормално требаше нели да изберам меѓувреме нели како облигат инструмент кларинет. И пошто да, си избрав кларинет како инструмент, да. И потоа и усредно кога кога средно потоа се запишав, морав исто да изберам инструмент како втори инструмент, тогаш можев да изберам, ради тоа што јас не специализирав кларинет, него бев нели музичар теоретичар и морав како втори инструмент нешто да изберам и јас си реков ќе си продолжам тоа што сум учел од нижо. Да, ќе си продолжам кларинет, прв инструмент ќе ми биде клавир. И така. Супер, баш патешествие музичко, значи не е ништо случајно, све било известно, ти си се градил музички низ годините, а животот баш и многу не те мазал, ја изгуби твојата мајка пред 5 години? 2021, да, пред 5 години. 5 години. Да, 25 април, да, 25 април. Како тој период повлијае на тебе и на твојата кариера? Искрено, беше вака јас ќе почнам вака кога сме вака ќе се наврата малку, сакам да го споменам и татко ми прво. Јас го изгубив на 4 годишна возраст од татко ми во сообраќајна несреќа, значи да, почина во тешка сообраќајка и го изгубив прво него. Но сето тоа некако со голема помош на мајка ми и семејството го пребродив. Мене, пошто и бев и башка и мал, да, доста мал, и јас го барав и сите некои има баш некои моменти од животот кај што стварно ја осеќав таа празнина од негова негова страна. Да, но да, мајка ми беше таа која што ми беше, значи имаше таков став. Она беше правник, нема едноставно кај неа и мајка и татко, како каже она, нејзин збор е последен збор. Крај. И она ми просто она беше таа особа што како што кажав, што просто го надополнуваше неговото место. И да, таа трагична 2021 година тука ја изгубив, боледуваше од тешка болест, долго имаше битка со таа болест и за жал не успеа. Просто и како семејство нормално и се трудевме да сите оние третмани што и беа направени со цел да ја спасиме, нели, се трудевме, идевме по болници, идевме, нели, нормално во странство и на зрачења и едно и друго, но ете за жал сето тоа заврши така како што заврши. И тоа е тоа, како да ви кажам. Баш најголемата корона беше тој период. Јас уште студирав, тогаш имав испитна сесија, кај што веќе по телефон кога се слушнав, она имаше, да, тоа исто да напоминам, она имаше рак на главата. Да. И долго време, како што кажав, се бореше. И првиот пат ја приметив кога бев во Словенија, она ми се јави на телефон, видов нешто дека незините одлуки се малце, како да кажам, како да се изразам сега. Едно ќе каже сега, после 15 минути пак ќе ми се прејави, забораваше дека ми се јавила претходно, истото ми го повторува што ми се јавила од 15 минути, значи имаше некој, да, имаше веќе некои ситуации, како да кажам, реакции кај што просто веќе не ми беше јасно што се случува, пошто јас бев ипак во Словенија тој период во најголема испитна сесија. И викам, што ми збори, не ми е јасно што веќе се дешава. И на крај со нормална комуникација со моите, со Вујко ми едно друго, и на крај видовме дека веќе што год да направиме и што год да се трудиме како семејство за да ја помогнеме, не просто џабе не успеавме
да ја спасиме и така, тоа е И тоа. направи тоа, ете, Апсолутно, да, ученица во сите работи. апсолутно, нормално. Тоа беше една најголема загуба во мојот живот. Јас го изгубив, јас сум кажал и пак ќе кажам, она ми беше најголемиот, ни најискрениот, ни најверниот, најдобриот другар во животот. Јас го изгубив баш тогаш. Жал, многу Да. навистина што И е период што си морал да се избориш. престанав со музика, пошто работев и горе со настапи. Словенија исто си запознав круг на луѓе кај што имав синсайзеристи, клавиатуристи, така си работев. И со музика и престанав. Мислам дека една година скоро не работев. Не работев со музика, работев све осем музика. Работев у кафич, работев као конобар, работев у шанк, работев у хотел, како второ работно место и работев во главна словенска пошта. Да. Да. Во главна словенска Ти си пошта. имав потенцијал и да останеш во Словенија. Да, имав апсолутно, али не останав ради тоа што едноставно некако после сета после незината загуба едноставно немав, како да ви кажам, немав мотивација, веќе се осеќав како да сум сам, како да сум осавен, како да ми фали нешто. Како дел од мене да фали, како да не е тоа тамо, како да се некако, знаеш како се некој се обидува да те теши, да те справи, али не е тоа, ме разбираш. И на крај ипак се одлучив да не останам таму, него да се вратам назад у Македонија. Тука продолжи да живееш со твоите баба и дедо, така? Да, почнав тука си продолжив да живеам тука со моите баба и дедо, си живееме заедно, многу ни е убаво, да ги поздравам. Имаат разбирање за тебе, имаат, со оглед на таа возрастна разлика. Апсолутно. Подршка ти се? Апсолутно, најголема. Кој знае колку се израдуваа сега на памет. Баба ми можеме сега поготово да ја споменам, значи кога ќе ви кажам дека од први круг до финале беше со мене у подршка, мислам дека све треба да ви биде јасно, значи борбата моја 9 месеци е и неизина борба. Браво. Тоа е тоа, значи. Ама ова не ти е прво такмичење, имаш и во Словенија едно такмичење. Да, се такмичев и таму. Таму знам дека нешто ти направија изненадување, без ти да знаеш се појавија во публика бабата и дедо ти. Таму беше тој период баш кога престанав да работам со музика, имав една другарка од таму многу добра и пошто она знаеше во каква состојба сум јас си комуницирав со неа, си бев така доста, како да кажам, отворен, да, и за да е со цел да е подобри мојата состојба, она ми го направи тоа да просто ми изненади и да ме пријави на некој талент шоу таму. Уствари тоа се вика Словенија има талент. Така се вика. Тоа е како и цела платформа и цела идеја е направена така како кој знаете овие American Talent Show што се тоа е во тој смер во тој смер некако е сето тоа само тука во Словенија се во една приватна телевизија таму се одржува тоа. И ме пријави и јас бев на работа, баш ми текна конобар и како што работев и сега немаше нели луѓе, некој ме бара на телефон, викам, гледам вака телефонот. Не мејл случајно отворив и гледам ми стига захтев за да морам да одам на аудиција некоја. Викам, од кај ја не сум се пријавувал луѓе, знаете. И мене ми е чудно. И нема везе, после тоа викам како да дознам сега кој ме пријавил. Не можам да кој ме пријавил. Барам другари, барам еден, друг, трет, не можам никако. И се јавив и на незо да ме лаже. Вика, знаеш, намерно со цел не да ме изненади. Да. И на крај, кога бевме заедно, на крај ми призна, вика, јас те пријави, вака мораш да одиш. Мораш да одиш и отидов. Се спремав, отидов.
И како беше стигнав искуството? не, и сега она се поврзала со продукција таму. Да, споделила некои Да, информации за се тебе. поврзала со продукција, извинете, само вода се напив. Тако, написе вода, ја во таа прилика ќе ги поздравам нашите пријатели кои се тука со нас. Checkmate кои ни ја реализираат секој издание на Равенка за успех и се кафето, може да се напиеш, навистина е убаво. Убаво кафе. Бадал се тука со антикот и со Бадал Бојадера, пијалуците, и секако каре со сите овие детали кои ги ни го облагородуваат студиото и целиот овој инвентар што го имаме тука, за да изгледа вака топло и пријатно студиото. Фон универзитетот, првиот приватен универзитет во Македонија, сега најново од нив во склоп на сето тоа е и Н99 технолошкиот парк. Ете тие се нашите партнери и пријатели со кои го реализираме овој проект. Супер, Да се одлично. вратиме на Голем муабетот. поздрав и до нив. Да, секако. Без поддршка и пријатели не може. Така е, така функционира. е. Животот е групен напор. Да, така Браво е. си. Не може сам како индивидуум, Апсолутно. тешко е. Така е. И Да, она се, да, се исконсултирала, споделила на некој од продукцијата таму, јас отидов на аудиција, помина све како што треба, све супер, ме примија и сега идеме еден круг, како беше, еден круг, втори круг и сега така таму брзо беше доста значи одма директно и се одеше некако у четвртфинале. И се четвртфиналето кога дојде, тогаш беше уште, ќе ви кажам една интересна случка. Леле, нема да го заборавам тоа. Ја бев на сцена, искочив, ја пеев од Тоше ја пеев и хрватската, српско-хрватската верзија, Едина. Едина, šta si mi uradil? Ја пеев таа песна. И пеев на сцена и сега тој период беше таму, имаше некои, нели со коронава забрани едно друго за публика, не сме толку број и сега као што има вака публика кој што беше и сега пола публика беше као луѓе направени од картони. да, И вистински луѓе. Аха. Значи луѓе и Да, луѓе од картони да. направено, импровизирани луѓе, да. И сега ја додека пеам, ја гледам вака и сега си викам луѓе, дали што ја гледам познати лица, јас сега, знаеш, ме фати параноја, викам, чекај луѓе, дали ова Картон ги направили. викам, дали се викам стварно бавам и делам ова или викам картонис. И одеднаш тука, нели, од тоа се деси од како ја завршив значи изведбата. Ја гледам вака, викам, чекај малце, јас се пуштив, одма искочив од бината. Скокнав одма доле кај жирито отидов. И они стана, се пуштија кај мене, сме се изгушкале, сме се изнаплакале. Да, И викам, луѓе, од кај вие, викам, овдека, знаете, па интервјуа, па едно, па друго, значи, лудило. И баш Они се постојано да следат и спремни да бидат твоја поддршка. секогаш, во секое време. Па не знам дали забележивте, дедо ми беше еден од првите луѓе кои што дојде на сцена сега кога победи. Епа, ете, сето тоа е многу значајно и веројатно и ти е некоја сатисфакција што ќе ја споделиш оваа награда и со нив. Апсолутно. Они може Значи, би повеќе од тебе ќе се радуваат. искрено, како да кажам, ова не е само мое, ме разбирате. Да. Ова победа не е само моја, ова победа е и ќе кажам, и на моето семејство, на баба ми, на дедо ми, на луѓето, на сите. Просто ова е заеднички успех. Ова не, значи не можам да кажам дека ова јас сум го постигнал сам. Да. Значи, јас сум го постигнал како личност, како особа, сум го постигнал, да, но за да го постигнам, тука требало многу време, многу работа, многу трпение, многу труд, да. многу време, значи и многу спремање, како да кажам, многу голема поддршка.
Менторот, разбирање. колку беше твоја поддршка? Нели во петиот круг имаше некоја Извини, криза? праш... Твојот ментор. Добро. Колку ти беше поддршка и колку сега од оваа перспектива ти значи дека баш тој ти бил ментор во целото ова надпреварување? Во петиот круг имаше период кога сакаше да се откажеш, така? Зошто? Види вака, Каква штета би направил? ќе да се кажам, откажеш? вака се ќе почнам од оваа, прво вака сега. Ќе кажам конкретно за мојот ментор, Ѓорѓе Давид. Значи, тоа е една особа која што просто е човек кој што дефинитивно безусловно помага не само на мене. Помага и помогнал на сите, зборам, кандидати, Да. учесници, не само од нашиот тим, него многу пати во многу ситуации дал совети и помогнал на учесници кои што се и од други тимови. Значи, кај други ментори. Така да, од самиот почеток до самиот крај, можете, имавте прилика, не знам колку, дали го видевте, дали имавте прилика да видите некои клипови кај што цело време додека пеев јас сега и во финалето и Миријана. Значи цело време константно имаш интеракција со нас. Тоа направи, он беше секогаш во предниот дел. И тоа направи, ова направи, тоа направи, мислам, апсолутно еден, како да кажам, огромно дисциплиниран човек, огромно една доброта од човек со едно огромно срце, со една искреност, отворена душа, значи он што има одма ти кажува искрено, нема ништо, ме разбирате. Така да, како да кажам, еден човек што се гледа, знаете како, се гледа дека тоа што го работи го сака. И помага од што сака да помогне. Се посветува максимално. Не од што мора, него од што сака да го помогне и од што сака да го работи тоа што го работи. Така да тоа е тоа. Да, не би да коментирам за тоа што се случило таму пети круг и тие работи, затоа што тоа било некој краток период и тоа поминало и не сметам дека не треба уопште да коментирам и да разговарам во однос на таа тема. Тоа е еден краток период, тоа е минато и криза. Тоа е тоа. Мала криза. Да, сметам дека нема потреба да. Во секој случај битно е дека тоа се надминало и дека дојде до оваму кај што дојде. Жирито ти оставаше исто од другите членови добар впечаток. Имаш ли за некој негативен впечаток? Немам за никој негативен впечаток. Сите се перфекција, сите се не, стварно е тоа така, сите се позитивни. Како да ви кажам, Гранд продукција е според мене продукција која што генерално сите луѓе кои што се вработени и позади камерите се толку, барем јас зборам сега за себе тоа што јас го видов овие 9 месеци. Јас бев така дочекан таму. Ја бев така прифатен од сите таму. Да тоа, значи, како да ви кажам, неверојатно нешто. Значи, тоа е баш секое идење, како си, добар ли си, дали ти треба нешто, дај ова, дај она, размена на идеи. Значи, како да ви кажам, од обезбедување, од PR маркетинг, од како се вика, од PR служба, од дирекција, од жири, значи цела екипа, сите луѓе што работат таму, едноставно према мене биле генерално една мана не можам да баш убаво, значи убаво искуство. Да. Колку месеци траеше сето тоа? Бев прифатен како да ви кажам, како семејство, баш како една вистинска група. Ме разбирате, како една вистинска група, како една вистинска искуство уште на времето со Пинкови звезди, да бидам дел од позади сцената од екипите што снимаат и можам да кажам дека кај нив постои таа синхронизираност и дружба и сето тоа да е пропратено со многу позитивни
вибрации. И баш убаво ете искуство ти беше тоа. Сега Чекај, имаш ти си била во Пинкови. не како кандидат, него како медиум кој го следеше Пинкови звезди. Сега те разбрав. Да, позади Океј, сцената. јас. Тоа што се случуваше Јас, нели, со изведувачите, со жирито, од сите изјави така. супер. Се идеше така од време на време на снимањата за да се пренесува нели таа атмосфера и тој и сето тоа што беше интересно, нели, затоа што кога ти ја гледаш сцената, сите сакаат да влезат малце и позади сцената, да ги осетат доживувањата, моментите, жирито, коментарите, тогаш исто Цеца беше во жири, Харис Џиновиќ, Марина Туцаковиќ и не знам уште кој беше уште еден. Да, таа беше сезона, не знам, мислам дека 2018, 17, таа сезона. Да, еден период така ги има впратено. Да, тој период беше така да отприлика знам за што зборуваш и како си го доживеал тоа. Сега наградата е нешто што е дополнително, што ти дава едно убаво чувство и сатисфакција. Сега си веќе дел од продукцијата Гранд, така? Да. Значи автоматски матична подпишуваш... куќа, мене официјално матична куќа ми е Гранд продукција. Добро. Да. Тоа што значи? Што подпишуваш со тој? Тоа значи дека едноставно си член на тоа семејство. Добро, ама имаш обврски, нели, покрај тоа што си Апсолутно нормално. дел од семејството. Какви ти се обврските и што е она што ти треба да го исполниш како дел од тоа семејство? Па нормално, да едноставно како да ви кажам. Настапите они ти ги организираат? Или можеш самостојно све си оди преку менаџмент кој ми е доделен на мене, со кој јас имам склучено договор, нормално кој што доаѓа од Гранд продукција. Добро. Значи луѓе кои што доаѓаат од Гранд продукција и едноставно преку нив ги добиваш тие луѓе нормално и Добро. да, и склучуваш соработка со тие луѓе и тие луѓе се задолжени за настапи, за пример еве вака интервјуа кога има едно друго, значи све иде преку нив. И значи тоа дека Доколку го сака некој нели да ме ангажира за настап, за емисија, но друго мора да ги прво извести, да. Дали тоа значи дека и они ќе ти продуцираат музика, апсолутно, прават да. песни? Да, апсолутно сите песни што ќе бидат снимени и што се веќе снимени, тоа е што е веќе снимена, бидејќи јас веќе имам песна од нив. И фала им. Е испромовирана. Апсолутно на нивниот канал, на Гранд продукција. Песната се вика Опраштам. Преубава една балада е. Ја добив од нив, од продукција. Сакаш ли нешто да ни отпееш, пошто ете толку се такмичеше, толку пееше, сега си уште у кондиција на пеење. Дали би сакал новата песна или нешто друго што ти лежи убаво да ни отпееш? Ајде вака те чуеме. Ајде мојата песна. Али да ја пуштам од овде. Ајде. Може? Ама да ни ја отпееш во живо. Па да, во живо сега. Да пуштам само да иде со музика, не биде птен. Да имаш разно, да. Позадина. Да видиме како звучиш вака. Ако му. Директно во студио. Значи сега е таа песна и таа песна ќе си има своја промоција и ќе има веројатно и период кога ќе се прави спот и видеозапис за неа и не знам дали има такви планови. Видеозапис дефинитивно имаме во план да се прави, но тоа ќе биде малце подоцна. Но сега ја има објавено како од емисијата после финалето што се случи, тогаш за прв пат имав прилика да ја испромовирам песната. Значи може да ја слушнете. Оп, секунда само.
С тобом сам дотакотно, коштало ме превише то, што све сам ти на длану дао. Види ме како сам пао, не жалиш ни секунди, што срце ми крвари, што џаволу душу сам дао. Види ме како сам пао. Ало, праштам, све би опет с тобом поново покушавам. Колико год да ме е коштало, само да си tu, još minut dva, sve ti praštam ja. Samo da si tu, još minut dva, sve ti praštam ja. Благодариме од срце. Малци и на свој начин. Да. Баш мора малце. Да. Ќе имате, значи имате прилика да ја слушнете на YouTube, објавена е веќе. Бојан Илиевски, опраштам, гранд специјал, емисија. Може да ја слушнете целата песна е објавена официјално и Бојан, имаше ли многу пораки за време на целото тоа надпреварување? Имаше ли многу коментари од луѓе? Како функционираше социјалните медиуми? Што нели се случува? Нормално. Искрено само едно исто сакав да напоменам. Нормално имав од цела Европа, од Балканот, од сите земји во Европа, зборам на овој континент, но што ми беше највеќе чудно, што имав искрено коментари и имав пораки доста добиено и од други континенти, како на пример Америка. Имав доста луѓе кои што ми честита и ми се јави од Америка. Имав луѓе од Камбера, од Австралија што ми се јави, од Ванкувер, Канада. Значи, што просто тоа така малце ми баш зема внимание и ми изненади позитивно. Реков, гледајте, викам, Звезде Гранда, викам и јас конкретно викам слушам сум и тамо и баш ми беше Значи се гледа на сите страни. Да, баш ми беше како да кажам чудно, затоа што пошто е ова е надпреварување што се наоѓа овдека на Балканот, Белград, ќе ме разбирате, и кој што мислев дека е највирално овдека. Но ете, ова е доказ дека сме вирални и таа продукција и ете и значи дека ќе идеше со турнеи низ Америка, Австралија. Апсолутно, се надевам во најскоро време. Супер. Јас ќе ти посакам среќа и за крај имаш ли нешто што е неоткриено ново, што се спрема, што се крчка, можеби некој дует, можеби нешто ново, или се уште сега треба да слегнат овие впечатоци, да се испромовира добро оваа песна, па понатака нови работи? Па дефинитивно. Продолжуваме со продукција понатаму. Ова не е, како да кажам, ова е само еден уште почеток за мене, значи ова не е, како да кажам, ова е почеток и можам да кажам дека ете на луѓето дека од мене може да очекуваат уште многу убави работи, многу креативни работи, многу песни, многу спотови и нормално и настапи секако. Во Македонија веќе имаш настапи? Да, во Македонија веќе настапувам нормално. Па и еве веќе почнавме да букираме и настапи во ван границите на Македонија. Супер. Така да Ќе имаш исполнето лето. Апсолутно. Супер. Приватноста како е? Сега знам дека не си оженет. Не. Знам дека има ли некоја девојка која те пратеше низ овие периоди или допрва ќе доаѓа некој? Видете вака, значи јас секогаш кога поготово видите кога се пријавив оваа година,
на Звездите на Гранд реков идеме со цел, вистинска цел и не дозволувам ништо што постои за да ми го како да ви кажам одвлече вниманието. одвлечам вниманието или фокусот во однос на ова што го работам сега. Просто тоа нема да го дозволам. И идам со една цел, а таа цел е да се работи, да се биде продуктивен, да се биде едноставно ова ми е приоритет и идеме напред чекор по чекор. Нормално, другарство има, пријателство има, пријателки имам, другарки имам, обожавателки нормално. Така да тоа е тоа од моја страна. Се уште како да ви кажам, се уште сум во потрага према таа особа која што ќе биде моја избраничка и за понатака нели во животот. Значи сега си во екот кога си фокусиран на работа, кога ти се отворија сите врати за кариера и кога твојот фокус ќе биде максимално. Знаете како јас ќе се надоврзам на нешто што секогаш го кажува мојот професор по пеење, кај што сега баш идам кај него. Морам награда. Да, апсолутно ме одржава веќе баш долго време. И оне како да кажам, вансериско нешто за мене, значи number one, Владо Србиновски, професорот, поздрав до него. Он вика, јас која не можам никога да го заборавам таа. Али Владо, немој да се лутиш, морам да го кажам. Вика, јас која запознав жена ми, вика, прво што ги кажав дека моја прва љубов е музиката и дека на чело ми пишува прво музика. Па вика, па она како разбере, баш така и со мене. Значи и тоа е кај тебе случај, па веројатно ќе се најде личност која тоа ќе го прифати и ќе ја сака музиката исто како тебе број. Апсолутно. Ти благодарам што го сподели ова се со нас, твоето искуство од Гранд Звезди, твојата среќа што се уште онака е баш присутна и еуфорија што те доближивме до нашите гледачи, иако сите кои редовно ги следеат твоите настапи веројатно добро се запознати со тебе, ама сепак има еден дел од публиката која сака вака да те чуе смирен, после се задоволен од победата, да ги споделиш сите твои искуства, затоа што таму додека си во таа еуфорија е сосема нелепо инакво чувството. Верувам дека ти беше пријатно во Равенка за успех. Одлично. Дека се осети нели како добродојден гостин. Апсолутно. И верувам дека уживаше во кафето Есе, пошто алкохол прекрасно не сакаш. Не. Тука ни е Антик, Бадал Бајадера и Checkmate продукција која ги реализира сите изданија на Равенка за успех. Поздрав до сите наши гледачи, верувам дека уживавте и во овој разговор и разоткривте уште една Равенка како човек може низ сите проблеми да ги надмине и да стигне до самиот врв верувајќи во себе и оставајќи ги на страна сите болки и проблеми. Се гледаме во некое следно издание, ќе напоменам дека со оваа емисија ќе ја завршиме оваа сезона на студиското издание на Равенка за успех, а секако дека ќе ни следува и трета сезона. Здравје Боже, нели нормално. Мене ми е многу пријатно што имаме многу интересни приказни гости кои го споделуваат своето искуство животно, добрите и лошите моменти, амплитудите во животот искрено со нашите гледачи, затоа што ќе констатираме дека никој не е совршен во животот и ничи живот не е прекрасен и само за пофалби. Сите ние поминуваме низ амплитуди животни, на среќа, несреќа, успех, неуспех, разноразни ситуации во животот, но Равенката е да се остане на нозе, да се опстои, да се најде мирот и личниот успех. Еве од кога ги поздрави нашите пријатели, Бојан, ти дадам подарок. Благодариме многу. Ова е за тебе, имаш Антик со чашки, када за некоја слава, прослава, ќе си ги почастиш твоите гости и пријатели. Ви благодариме од срце за поклонот и за поканата, нормално уште еднаш. Се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас од срце, благодарам на сите гледачи.